Зошто ВМРО ДПМН токму овие 2 дена се обидува да предизвика инцидент во Собранието на Република Македонија и при тоа да ги инволвира и пратениците опозицијата, јавно тврдам дека тоа нема да им го дозволиме. Кривичната пријава од страна на специјалното јавно обвинителство против високи функционери на ВМРО ДПМН. Имено. Ве молам, колега, се наоѓате на Комисија за образование, наука и спорт, зборувајте по амандманот. Нема потреба да изигрувате портпарол на ниту една институција во Република Македонија. И специјалното јавно обвинителство не сте им потребен како портпарол, верувам дека може да ја работата без вас овдека. Ве молам, однесувајте се достоинствено, почитувајте институцијата пратеник, почитувајте институцијата Собрание на Република Македонија. Кривични дела против изборите и гласањето или во превод преку целокупното криминализиран процес, изборен процес, се обиделе да дојдат. Ве молам, зборувајте по амандманот. Да дискутира колега. Почитуван колега, по амандманот можете да зборувате. Според специјалното јавно обвинителство, сторничко здружување од член 394 од Кривичниот закон, повреда на избирачкото право од член 159 од Кривичниот закон, повреда на слободата на определување на избирачите од член 160 од Кривичниот закон, подкуп при избори и гласање од член 162 од Кривичниот закон, уништување на изборен материјал од член 164 од Кривичниот. Бидејќи нема повеќе говорници јавени да зборат по амандманот, ве повикувам да гласаме. Кој е за амандманот? Бидејќи по амандманот никој не се јавува, кој е против амандманот? Констатирам дека се против 7 гласа против амандманот. Дали има воздржани? Нема воздржани. Констатирам дека комисијата не го усвои предложениот амандман. Комитет на ВМРО ДПМН бил вклучен во кривични дела, изборни манипулации, подкуп, употреба на службена должност. Отварам преглед на амандманот за менување име на насловот на законот, осомничените кои имале својство на министер за внатрешни работи, министер за транспорт и врски и секретар на владата на Република Македонија, сите членови на извршниот комитет на партијата, заедно со други, заради понатамошно обстојување на власт на партијата, да го образложи на локално и на државно ниво, предпоставувам дека амандманот, како ќе речете, го образложува колегата што е на говорницата. Од практикување на власта. Да, еве колегата да се доискаже, колега, продолжете да образложувате по амандманот. Против изборите и гласањето, а за кои кривични дела може да се изрече казна затвор од 3 години или потешка казна. Значи, најголемиот дел од членовите на извршниот комитет на ВМРО ДПМН во овој момент се соочуваат со евентуална. Почитувани, како предлагач на амандманот овдека е присутна Милева Ѓоргиева, Рената Десковска и Јулијана Силјановска. Уште еднаш повикувам, дали некој од предлагачите на амандманот ќе дојдат и ќе го образложат амандманот. Милева Ѓоргиева бараше збор, повелете колешке, како предлагач на амандманот, повелете да го образложите. Бидејќи никој од предлагачите на амандманот не доаѓаат да го образложат, односно не го предложуваат, помолам представникот на Министерството за образование и наука да се произнесе дали амандманот е прифатлив или не. Спротивно на Уставот, спротивно на Деловникот. Почитувани граѓани, представници на медиумите, колеги пратеници, бидејќи повеќе од половина. Бидејќи предлагачот од Министерството за образование и наука се изјаси дека амандманот не е прифатлив за владата на Република Македонија, отварам расправа по амандманот. Дали сака некој да зборува по амандманот? Повелете
повелете? Кој се повелете? Ајде видиме на список овде. Ајде, Милева Георгиева од Преска крева рака. Ве молам, дајте и можност на воедно и предлагач на амандманот во расправата за амандманот да зборува. Повелете Милева Георгиева. Председателке, согласно Уставот, секој пратеник има право на слободно изразување во Собранието на Република. Бидејќи говорницата е узурпирана од колегата, не дозволува на колешката да расправа по Аманот. Нели имам 15 минути? амандманот го ставам. Ве повикувам да гласате. Кој е за амандманот? За кој амандман? Чекај. Бидејќи никој не е за амандманот, Говорница имаш. кој е Абе, Билевска и даде збор, кај да Председателке, немојте да бидете нестрпливи, ќе јас ќе дојдам до амандманот. Добре, како да безбеден, со не разбрам. комисијата не го усвои предложениот амандман со 7 гласа против амандманот. Ве молам почитувани да си седнете на вашите места. Ве молам да овозможите достоинствено однесување на комисијата. Го молам говорникот што е на говорницата да ја ослободи направената узурпација на микрофонот, бидејќи оневозможува дискусија на колегите, на останатите колеги. Затоа, почитувани, продолжуваме понатаму со работа. Вие, колега, можете да седите овдека на говорницата и да дискутирате. Колега Сугаревски, можете да останете овдека. Пред мене не ми пречите. Ве молам само да не ми попречувате во работата. Ве молам останатите да бидат мирни и спокојни во седмицата на комисијата и продолжуваме комитет на ВМРО ДПМН во овој момент. Одреден број 13, односно отварам претрес по амандман за менување име. Ама не можеш да даваш амандман, не ми даде збор. Под архивски број 08-303 низ 20 поднесен од пратениците Рената Десковска, Хари Локвенец, Мира Стојчевска, Јулијана Силјановска, Милева Георгиева, Љубиша Николич, Маријан Даскаловски и Лидија Димова. Молам еден од предлагачите на амандманот. Јас имам збор од претходно. Не може амандмани сега. Не ми давте збор. Пријавен сум кај. Не ми давте збор. Сите имаме збор, не ми давте збор. Повторно. Ајде, немој да правите амандмани. Предлагач на амандманот. Пријавен сум за збор. Пријавен сум за збор. Пријавен сум за збор. Пријавен сум за збор. Замолувам да не врши узурпација Госпоѓо председателке, говорницата и да овозможи. пријавен сум за збор. Пријавен сум за збор. Претходно сум пријавен за збор. Пријавен сум за збор од Преска. Исклучени колега, уште еднаш ве замолувам. Ајде. Пред македонската јавност ве замолувам. Сите ги уклучивте микрофоните и на самиот почеток на комисијата ве замолив да не се пак со симпатија ќе го кажам тоа, не се играте. Председателке, го кршите деловникот за работа на оваа комисија. Заради тоа што техниката Злоупотребувате и фалите фалсификат. Вие немате ни 7 членови тука кои што ви викате 7-0. Заради тоа ве молам, не ги уклучувајте, не ги стискајте истовремено сите микрофони. Не може 5 гласа на ВМРО да бидат 7 гласа. Микрофоните. Затоа ве замолувам уште еднаш да не ја блокирате работата на седницата. Вие можете истовремено да ги уклучите микрофоните, меѓутоа тоа нема да ја спречи работата на седницата. Затоа ве замолувам да продолжиме понатаму. Значи работиме по амандманот. Како да продолжиме? Не давате збор. 13. Госпоѓо председател. Молам еден, бидејќи го прочитав амандманот, под архивски број 08-303 низ 20, поднесен од пратениците Рената Десковска. Ја немам желба да ви правам обструкција во работата. Ајте ми шанса, дозволете ми согласно деловникот. Ве молам еден од предлагачите на амандманот да го образложи амандманот. Уште еднаш ве повикувам еден од предлагачите
да Госпоѓо излезе да председател. го образлоши. Госпоѓа председател, Почитувани, јас сакам наискрено да ве замолам. Јас немам намера да ви Zato ќе барам збор. Министерството за образование Дозволете ми и само наука да се Дозволете произнесе ми само да по дадам уште амандманот. едно образложение. Дали амандманот Значи само малку. Исто за збор се јавуваме. Госпоѓо председател, значи го госпоѓо молам председател, представникот од Ќе Министерството молам. за Па дозволете и да зборува, немојте вака да Председателке, барам и другите пратеници дали е збор. прифатлив? Не, амандманот председател, не е прифатлив за дозволете ми Министерството за само образование и наука. во 3 минути. Читаш амандмани, Отварам Дадам расправа по амандманот. Кој образложение. сака да расправа по И амандманот, демантирам. нека повели. Председателке, Координаторот Дали колегата евидентирајте кој се бара збор по амандманот. да група на ВМРО Зборува да по помага. амандманот. Евидентирајте кој се бара збор по амандманот и направете список за дискусија. Ето дека Зборувајте по Много едноставно, амандманот. некогаш на оваа комисија поварајме си. имало ограничување Сега на Мисовски, дискусии. вие можете сега да зборувате по амандманот. Повелете. Значи, господјо председател, со задоволство ќе го отстапам сега местото, бидејќи тоа деловникот ми го дозволува на мојата колешка. Благодарам. Сакам да ве замолам да ми дозволите во тие 3 минути уште што ми остануваат. Да ја довршам мислата. Да Повелете, колега, на вистина ја поздравувам оваа ваша конструктивност. Затоа што Довршете ја нас мислата. како опозиција апсолутно ни на крај памет не ни паѓа да правиме било какви обструкции на работата на комисијата. Нас инцидент во овој момент не ни е потребен, како што никогаш во овој момент од кога што сум јас пратеник не ни било потребен да има инцидент. во Слабоко собранието. верувам во ова, колега, ви благодарам на конструктивноста, Сакам повелете. само да ме изслушате уште 3 минути. Јас нема да бидам таков како што сте вие, да го кршам деловникот, да го кршам уставот. Но должен сум, заради вас, сакам да ми го почитувате искуството и авторитетот кој што сум го направил во ова собрание. Да го демантирам тоа што вие, координаторот на пратеничката група и заменик координаторот на пратеничката група, го промовираат овие 3 дена, дека и претходните 4, дека во ова собрание имало некогаш донесена одлука, таква како што беше вашата предлог одлука, која што вие не изгласавте, за ограничување на дискусиите. Еднаш го говорев, сакам да ве замолам јавно да ме изслушате во наредните 3 минути, да ве демантирам и вас, и координаторот, и заменикот координатор. Никогаш во ова собрание немало на комисија. Зборувајте по амандманот, така ограничување кажавте на дека ќе времетраењето на зборувате по дискусиите. амандманот, повелете. Освен во еден случај, кога ВМРО, ДПМН и нивната коалиција, и СДСМ и нивната коалиција, од патриотски причини се договоривме, а договорите траја повеќе од 2 недели, тоа одговорно го тврдам. Од патриотски причини, заради законот за бранители, да има ограничување на комисијата која што беше направена со договор. Читувам, Заведнаш колега, посем тоа, рековте да ја од завршите проектот мислата Вистината за за колешката Македонија да Милева дознаеме Георгиева. дека Јас тоа верувам било дека колешката класично Милева блефирање Георгиева од може страна и вечер Никола до касни Груевски. вечерни часови да Затоа стои тука до дозволете ми, вас. почитувани граѓани, Ве молам, представници таа на медиумите, стратегија да ве сепак потсетам не доликува на на проектот Вистината за пратеници Македонија. и не доликува на работење на една Никола Груевски комисија предлегнување која што му вие се текнало обидувате, почитуван дека колега, на требало да вака предизвикаат прозоморен Кавказ од начин да ја бойкотирате. А се јавува на Силвана Македонската јавност Бонева. на вистина се згрозува Вели. кога ве гледа како Неизвршен не ми успевате текна. да најдете Ама доблес за после она што се вечерта, го кога си поднеле, легнав, ми амандманите кои сте текна ги една напишале идеја. самите да ги образложите. Сега дури сме скарани со Читуван, дуи. колега, да преминуваме, Си го бидејќи пуштиме гледам законот дека за и бранители понатаму во парламентот, продолжувате да да го бойкотирате паркираме во некоја работата и ја фиока, вовлекувате и и колешката кога до ќе вас. дојде време, Стои почитуван ќе колега. се испазариме со дуи. Бидејќи не зборувате по закони амандманот, никогаш да не продолжуваме помине, со а на дуи да им ги работа, дадеме сите бидејќи концесии нема кои повеќе што пријавени за иде збор како по нема. амандманот. Како нема? Амандманот го ставам на Благодарам, гласање. Ве председателке. повикувам Што? да гласаме Јавен, кој е за Кажете амандманот. минимум демократско право. Бидејќи никој не е за амандманот. Понатаму го кршите Прашувам деловникот и кој е Уставот на против Собранието на амандманот. Република Македонија. Против се 7. Дали има воздржани? Воздржани нема. Кај може 7 да имате кога немате 7? Комисијата не го усвои предложениот амандман. Председателке Олга Најденовска, пред да почнете со следниот Почитувана колешке, сега сме на 14-тиот амандман
И отварам претрес по амандманот под реден број 14, односно амандман за менување име во насловот на законот заведен под архивски број 08-313-21, поднесен од пратениците Рената Дескоска, Хари Локвенец, Мира Стојчевска, Јулијана Силјановска, Милева Ѓорѓева, Љубиша Николич, Маријан Даскаловски и Лидија Димова. Ве молам како предлагач на амандманот во рок од 15 минути да го образложите амандманот. Повелете. Председателке Олга Најденовска инсистира. Ве молам, не се играјте со микрофоните, зашто ја блокирате работата на техниката. Една се. Значи инсистирам кога ги читате амандманите да направите список на сите пратеници кои се пријавени. Председателке Олга Најденовска инсистира. Предлагачот на амандманот сега го образложува амандманот, а потоа од кога ќе се изјасни представникот од Министерството за образование и наука дали е прифатлив или не е прифатлив, ќе отворам расправа по амандманот и вие ќе добиете збор Васко Ковачевски. А сега ве молам, направете напор сега, дајте избор на образложувач, да го образложи амандманот еден од предлагачите. Милева Ѓорѓиева, повелете, нема потреба да ми кажувате што треба да правам таму. Не добивте збор Васко Ковачевски, збор има Милева Ѓорѓиева да го образложи амандманот. Значи инсистирам да направи. Молам без збор да не се уклучувате. Почитувани граѓани, колеги пратеници, почитувани медиуми. Еве денес веќе 6-то продолжение од работата на Комисијата за образование, наука и спорт, благодарение на председателот на Комисијата, господја Олга Најденовска. Не гласувам. Солза не е тук. Председателке, Ве молам како можете да тврдите... Ве молам да се вратите на своите места. Ве молам да се вратите на своето место, колега Васко Како Ковачевски. можете да тврдите дека комисијата првиот ден на 3.2.2016 кога почна со работа, дека има утврдено правилник како да работи, согласно Собранието на Република Македонија. Значи, немаше никакво гласање. Додека траеше процедуралната расправа, вие се надгласувавте. Тоа беше ваше самоволие. Вие не дозволивте да заврши процедуралната расправа. Затоа, дајте, имајте смелост. Денес 17 март е ден на добрината. Бидете добри, повлечете го вашиот предлог на првиот ден кога започна комисијата со работа. Повлечете го предлогот во однос на ограничување на дискусиите на претениците. Колку минути да зборуват, колку за реплика, колку за контрареплика. Немаше консензус заеднички околу сите нас и према тоа не договоривме ништо. И немојте да ја манипулирате јавноста дека сме се договориле, сме донеле начин како да работи Комисијата за образование. Зборувате за амандманот. Образложете го амандманот како поднесувач еден од предлагачите на амандманот. Да кршите Устав на Република Македонија кој е донесен во Собранието на Република Македонија. Образложете го амандманот. Не можете да го кршите деловникот за работа во Собранието на Република Македонија. Не можете сама да се ставите над овие законски акти. Не можете. Собранието не е само ваша имовина. Не е лично ваша имовина. Собранието е на Република Македонија. Сите пратеници во Собранието имаат подеднакви права, должности и одговорности. Вие не можете тука да не навредувате сите и како сакате така да се однесувате и да ја попречувате работата на комисијата. Не држите неколку дена веќе во заложниство. Неколку пати ви беше прочитана интерпелацијата која што вие поднесовме, а истата, како што каже и нашиот координатор, ќе ја прошириме. Па еве, штом не можете универзитетски професор да сватите, да ја разберете суштината, содржината на Уставот, на деловникот, оваа интерпелација према вас, јас уште еднаш го амандманот. Не ја прекинвајте. Ова
недемократска и режимска власт начело Ве молам, образложете го амандманот, затоа сте тука како предлагач на амандманот. Македонската јавност ќе сака да слушне какви амандмани сте предложиле во врска со предлог законот за формирање на Универзитетот Дамјан Груев. Универзитет кој под своја капа треба да стави се она што подразбира национална одбрана, безбедност и мир во Република Македонија. Но ние тоа нема да го дозволиме. Спротивно на Уставот и деловникот на Собранието, неосновано го крати време траењето на дискусиите на пратениците. Член 8, алинеја 3 и член 6. Ве молам, зборувајте по амандманот, образложете го амандманот. Противно на деловникот на Собранието го одзема правото на процедурални забелешки на заменици, координатори, членови на комисии, заменици, членови и останатите заинтересирани пратеници. Член 1, став 2, член 153, став 1 и член 171 В. Председателката на комисијата своеволно го толкува деловникот на Собранието и се обиде да го фалсификува гласањето на пратениците, како и да спроведе и гласање на неколку амандмани, без да даде право на предлагачите да ги образложат, а на другите пратеници да дебатираат по истите. Оваа се факти за класично газење на правните норми во Република Македонија. Затоа денес пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата поднесоа интерпелација за работењето на председателката на Комисијата на образование, наука и спорт Олга Најденовска, со која бараме итно да биде разрешена. Образложение. Процедурата за работење на работните тела е содржана во деловникот на Собранието на Република Македонија. Во изминатава недела истата беше брутално прекршена од страна на председателката на Комисијата за образование, наука и спорт. Член 8 од Уставот на Република Македонија. Темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија. Ве молам, зборувајте по амандманот. Колешке, како предлагач на амандман, ве молам, запознајте ја македонската јавност што предложивте во амандманот. Вакво шверцеско и насилно носење на законите, ниту пак ќе му дозволиме на ВМРО ДПМН да не воведе во сценарио на конфликт и физичка пресметка меѓу пратениците. Член 61 од Уставот на Република Македонија. Организацијата и функционирањето на Собранието се уредуваат со Уставот и со деловникот на тоа собрание. Председателката на Комисијата за образование... Молам, зборувајте по амандманот, образложете го амандманот како еден од предлагачите. Председателката на Комисијата за образование, наука и спорт на седница број 33 грубо го прекрши Уставот на Република Македонија, подривајќи ги една од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија. Владење на правото, загарантирано во член 8 од Уставот на Република Македонија, воведувајќи самоволие, импровизација. Ве молам, зборувајте како предлагач на амандманот, зборувајте по амандманот, запознајте ја, ве молам, македонската јавност што предложувате во амандманот. Фер и ред е да слушне македонската јавност што има во овие амандмани.